Добар ден, дневник на К3. 2 дена гори депонијата Краста. Граѓаните се жалат на непријатна миризба. И денеска екипите на територијалната противпожарна единица се обидуваат да го изгаснат пожарот. Од Чистота и Зеленило вела дека пожарот целосно ќе биде изгаснат за ден-два, бидејќи зафатена е поголема површина. И денеска гори депонијата Краста, на која јавното предпријатие Чистота и Зеленило го депонира сметот од општина Куманово. Од утрово до пладневните часови пожарникарите од Кумановската противпожарна единица во 3 наврати го гаселе пожарот на депонијата со по едно возило и по 2 пожарникари. И вчера информираат од територијалната противпожарна единица, пожарот го гаселе 3 екипи на единицата во 3 наврати. Денеска и во билтенот на регионалниот центар за управување со кризи се пренесува информација дека граѓаните се јавувале во Центарот за јавно здравје и се жалеле на непријатна миризба во градот. Од територијалната противпожарна единица информираат дека зафатена е површина од околу 2 хектари. Од Чистота и Зеленило вела дека нивни булдожери се на терен и се обидуваат да помогнат во спречување на ширење на пожарот. Предминатата ноќ од страна на непознати лица, тревата која е во околина на депонија е запалена. Значи, од страна на јавно предпријатие Чистота и Зеленило се презимаат сите конкретни мерки за да го санираме пожарот, бидејќи се работи за подметнат пожар. Од предпријатието најавија дека и со земја ќе се обида да го спреча ширењето на пожарот. До крајот на денот најавија од територијалната противпожарна единица ќе се интервенира континуирано. Денеска гореше и стрниште на 2 локации, над населбата Перот Шичо и Стари Лозја. Вкупно 14 мигранти се затекнати во куќа во Кумановско Ваксинце. Приведено е едно лице. Полицијата презема мерки за целосно документирање на случајот. Вчера околу 13 часот во село Ваксинце, Липковско, во близина на чешмата Буци, од страна на полициски службеници било забележано патничко возило Ауди А6 до кое стоеле 3 мигранти, на кои 21 годишен жител од село Ваксинце МС од багажникот на возилото им подавал патни торби, а кога мигрантите ги забележале полициските службеници се обиделе да избегаат пошто влегле во куќата на МС. Од страна на полициските службеници бил извршен преглед на просторијата која претходно била отворена и биле затекнати 14 мигранти. МС е приведен во секторот за внатрешни работи Куманово, а се преземаат мерки за целосно документирање на случајот. Кумановец доби кривична пријава поради сомнение за сторено дело оштетување туѓи права. СВР Куманово на директорката МС на Општинско основно училиште 11 октомври поднесе кривична пријава поради сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба. Пренесуваат во денешниот билтен на МВР. СВР Куманово поднесе кривична пријава против НС 44 од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело оштетување туѓи права. Пријавениот со намера да избегне извршување врз основа на решение за извршување од Основен суд Куманово од кругот на правниот субјект ДПТУ Искракен ЕК Куманово во својство на управител дислоцирал на непозната локација 6 товарни и приклучни возила кои биле предмет на извршување со што истиот се стекнал со противправна имотна корис од околу 1.990.020 денари, а за истиот износ го оштетел СС, спречувајќи го извршувањето на правото на сопственост на наведените возила. СВР Куманово поднесе кривична пријава против МС 53 од Куманово, директор на основното училиште 11 октомври Куманово, поради постоење основи на сомнение за сторено продолжено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Пријавената во својство на одговорно лице во периодот од 2011 до 2015 година во повеќе наврати на различни начини ја злоупотребила службената положба со неизвршување на својата службена должност, при што како резултат на истото во училиштето се појавил недостаток на компјутерска опрема, односно не осигурала опремата од секако вид на штета и кражба и не ја вовела во материјалната и книговодствена евиденција, а исто така не пријавила до надлежните органи. Пријавената без одлука од училишниот одбор склучила 2 договори на дело во 2013 и 2014 година со НН од Куманово, кого го ангажирала за одржување на компјутерска опрема и за истото му исплатила 53.500 денари од сметката на училиштето.
Целокупниот имот на рудниците Злетово во Пробишти, Питораница во Крива Паланка се понудени на продажба, откако пред неколку недели апелацискиот суд во Штип ја потврди одлуката на првостепениот суд за поништување на хипотеката која беше ставена на 10 месеци пред прогласување на стечајот од страна на поранишниот концесионер индиската компанија Индоминерали и Метали. Огласот за продажба на рудниците Тураница во Крива Паланка и Злетово во Пробишти е објавен на веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија. Во истиот стои дека проценетата вредност на имотот на двата рудника изнесува над 7 милиони евра. Исто така во огласот се наведува дека право на учество на продажбата имаат домашни и странски компании кои имаат концесија за експлоатација на олово-цинкова руда на територијата на земјава. Заинтересираните компании најдоцна до 22 јуни треба да уплатат депозит од 10% од проценетата вредност на имотот или околу 750.000 евра. Електронската продажба ќе се одржи во петок 24 јуни. Новиот концесионер, бугарската фирма Минстрој, која ја плати концесијата од 2 милиона евра за експлоатација на олово-цинковата руда во двата рудника, неколку месеци имаше проблеми со рестартирањето токму поради правната пречка, односно постапката за побивање на хипотеката на имотот. Раководството на синдикатот на рудникот Злетово информира дека деновиве се повикани околу 25 работници кои ќе работат во окната и флотацијата, а очекуваат наскоро да бидат повикани и други рудари кои ќе работат на рестартирање на рудникот. Во текот на една календарска година сонцето и полната месечина изгреваат на различни места на хоризонтот. При тоа има така наречени крајни точки на изгревање на хоризонтот. Тоа значи дека сонцето во зима, кога денот е најкус, се нарекува зимска краткодневница, но потоа сонцето продолжува да се движи кон север. Должината на денот се зголемува и на овој ден сонцето изгрева најсеверно на хоризонтот и оваа појава се вика летна долгоденица, која неубаво може да се види на мегалитската обсерваторија Кокино. Летната долгоденица, која секоја година е на 21 јуни, најубаво може да се види од мегалитската обсерваторија Кокино. Тоа значи дека во денот на летната долгоденица, 21 јуни, сонцето изгрева најсеверно на хоризонтот. Такви камени маркери се откриени на мегалитската обсерваторија Кокино, при што маркерот на летната долгоденица е добро сочуван. Овој природен феномен го наблюдува археолози, новинари, домашни посетители и странци. Вработените во музеј Куманово секоја година ја следат оваа појава и прават збирка на фотографии. Сонцето на 21 март се појави на строгиот исток и од тогаш на секои 3 дена се померуваше за еден диаметар северно, така да максималниот северен отклон од околу 24 степени во однос на позицијата исток-запад го достигна денеска. И овој ден е затоа и најдолг, затоа што и лакот на сонцето на небото е најголем. После овој датум сонцето почнува да се враќа пак кон исток, за да на 23 септември, околу 23 септември, излезе пак на маркерот за ранодениците. Така да, значи, денеска присуствувавме на раѓањето на најголемиот ден во годината. Археоастрономската анализа помогна прецизно да се утврди времето на изградба на камените маркери, кои ги означувале местата на изгревање на сонцето и на месечината на хоризонтот. Дека на вистина станува збор за маркирање на местата на изгревање на сонцето и месечината, покажуваат и документарните фотографии на изгревање на сонцето над камениот маркер во денот на летната долгоденица. Заради прецесијата на земјината оска на ротација, сонцето на овој ден изгрева малку подоле и полево од маркерот, но токму тоа е доказ за прецизноста на поставениот камен маркер, затоа што овие отстапување ги предвидува екзактната астрономска анализа. Вакви факти ги уважи Американската вселенска агенција НАСА и во 2005 година ја рангираше мегалитската обсерваторија Кокино на 4-то место на листата на стари обсерватории во светот.
Учениците од туристичко-гостителската струка насока готварство при Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка практично ги прекажаа кулинарските способности стекнати во тригодишното образование. Професорите ги дегустира и оценија вкусовите на приготвените специјалитети, со што официјално овие готвачи го положија практичниот матурски испит. Од тука следува нивно етаблирање во професијата која е дефицитарна струка на пазарот на труд во државата. Учениците од туристичко-гостителската струка насока готварство при Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка практично ги прикажаа кулинарските способности стекнати во тригодишното образование. Професорите ги дегустираа и оценија вкусовите на приготвените специјалитети, со што официјално овие готвачи го положија практичниот матурски испит. Јас се викам Оливера Стеменовска и мислам дека се задоволни оние што пробале и мислам дека беше убаво. Што се подготвивте вие како специјалисти за готвење? Ние денес го успеавме да подготвиме разни специјалисти од кои што можете вие самите да видите. Подготвивме разни салати, направивме традиционално тавче гравче, направивме некои поховани работи, како например тиквички, пеќурки, јајца и така натаму. Исто така направивме благи работи, торта, некои бомбици и имаше овошни разни декорации од кои што мислам дека се задоволни. Што се отвараат нови објекти, секој пат ќе има недостаток на вработени и така да никој пат нема да биде пренатрупано вработувањето во овој дел од ова занимање. По завршувањето на средното образование следува етаблирање на идните готвачи во професијата, која е дефицитарна струка на пазарот на труд во државата и регионот. Секој што сака да научи нешто од овој занат, мислам дека може да најде работа и пред се да има желба. Јас себе имав желба и успеав да најдем работа, каде што сега и работам и сум задоволна од својата работа и од се ова што го научив до денес. Помина веќе 3 генерации, веќе има дел од овие ученици веќе има работат уште од април месец, има 3 ученички работат. И така, сето е веќе понатаму индивидуално. Значи ние овде им даваме основа, а тие натака треба да се усовршуваат и така. Работните места за овие вешти кулинари се отворени. Потребна е само желба и посветеност, зашто според зборовите на директорот на гимназијата Миле Милковски, готвењето е уметност. И кривопаланчани ќе имаат можност да уживаат во перформансите на артистите кои годинава се дел од уличниот фестивал Баскерфест. Во сабота 25 јуни на градскиот плоштад со почеток во 19 часот театарот под отворено небо по 4ти пат ќе се представи пред кривопаланичката публика. Граѓаните на Крива Паланка на 25 јуни вечерта ќе имаат можност под отворено небо да ги проследат неверојатните атракции на повеќе интернационални артисти. И тоа представи пантомима, жонглирање, акробации и креативни активности, ликовни изложби, базар на ракотворби, работилници и улични танчери. Освен тоа, програмата ќе биде збогатена со богата музичка понуда. Повеќе години уназад во Крива Паланка ни гостува Баскерфест, така и оваа година, значи на 25 јуни, во саботата навечер ќе гостуваат акробатите и магионичарите од разни земји од светот, каде што на сограѓаните на Крива Паланка ќе може да ги покажат своите вештини, ќе може да ги покажат сето она што го знаат. Јас ќе ги повикам сите оние кои сакаат да уживаат оваа вечер, да бидат присутни на градскиот плоштад, каде што ќе може да уживаат во нивните акробации. А воедно би сакал да се извинам на граѓаните затоа што на самиот транспарент за Баскерфест пишува 27 направена е печатна грешка. Баскерфестот ќе се одржи на 25 во сабота навечер и еве една покана до сите да уживаат во овој спектакл. По програмата во Скопје, која започна на 9 јуни, а ќе трае до 19 месецов, караванот на Баскерфест, составен од бројни артисти од сите меридијани на светот, своите перформанси ќе ги изведе во повеќе македонски градови. Баскерфест е првиот меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во земјава, кој поради уникатниот концепт и спектакуларноста е признаен како најголем настан од таков тип во регионот.
40 чешки полицајци во Македонија ќе бидат распоредени на зелената граница со Грција заради миграцијската криза. На грчката страна до неодамна постоеше најголем провизорен пограничен камп и домени, каде во лоши хигиенски услови живее илјадници луѓе. Грција кампот го тргна минатиот месец. 40 чешки полицајци во Македонија ќе бидат распоредени на зелената граница со Грција заради миграцијската криза. На грчката страна до неодамна постоеше најголем провизорен пограничен камп и домени, каде во лоши хигиенски услови живееа илјадници луѓе. Грција кампот го тргна минатиот месец. Како што информираше Петар Петрик, заменик на директорот на чешката полиција, ова е трет пат да се испраќаат полицајци, а последниот контингент бил испретен пред 1,5 месец. Ти имаат задача заедно со македонските колеги да контролираат во околината на Гевгелија, близу грчката граница. Притисокот на нелегалниот премин на границата е намален, но тоа не значи дека се уште не постои кризата, изјави амбасадорот на Република Македонија во Чешка Паскал Стојчевски. Според Стојчевски, потребно е границата внимателно да се надгледува. Тој додаде дека поради миграцијската криза Македонија покрај од Чешка поддржана и од други земји, како Словачка, Унгарија, Словенија, Хрватска и Србија. На грчката страна до неодамна постоеше најголем провизорен пограничен камп и домени, каде во лоши хигиенски услови живееа илјадници луѓе. Грција кампот го тргна минатиот месец. Политичките лидери во Македонија да започнат отворен диалог за излез од кризата е пораката која упати Советот на министри на Европската Унија до земјава, а која пренесе шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини. Политичките лидери во Македонија да започнат отворен диалог за излез од кризата е пораката која упати Советот на министри на Европската Унија до земјава, која пренесе шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини. По завршувањето на министерскиот состанок во Луксембург, на кој како една од точките на дневниот ред беше ситуацијата во Македонија, во само една реченица го образложи заклучокот на шефовите на европските дипломати за земјава. Многу е јасно единството на земјите членки на Европската Унија во потребата политичките лидери во земјата да се ангажираат во отворен диалог, да се имплементира договорот од пржина од 2015 и да се создадат услови за кредибилни избори, рече Могерини. Македонија на дневен ред на Советот на министри на Европската Унија се најде на барање на Германија и Британија поради нивната загриженост за развојот на настаните во земјава. Пред почетокот на состанокот во Луксембург загриженоста ја потврди шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер, кој рече дека Европа ќе стори се за да се смири состојбата и во земјава да се обезбедат услови за фер избори. Се успеа во одлагање на најавениот термин за избори, но внатрешно политичките судери траат и натаму. И ние и понатаму во рамките на нашите можности, европските, ќе мора да направиме напори за придоне за смирување на состојбата, колку што е можно во Македонија да има фер предуслови за избори, кои би се одржале во термин, кој би требало допрва да се договори, изјави Штајнмајер. Состанокот на министри на Европската Унија се одржа во пресрет на самитот на Европската Унија, закажан за идната недела. Русија изврши успешен тест на противракетниот систем. 5 словачки туристи загинаа во Србија, 26 се повредени. Полицијата во Брисел уапси машно не пронајде експлозив. Свето денеска. Русија на полигонот Сари Шаган во Казахстан го тестираше својот противракетен лансер со краток дострел, јави ТАСС. Овие испитувања на противракетниот систем се со цел проверка на тактичко-техничките стандарди, поставени од руските воздухопловни вселенски сили, соопшти Министерството за одбрана на Русија. Во соопштенијето се додава дека моментно рускиот систем за противракетна одбрана се развива и модернизира, за да се прошират неговите боеви потенцијали. Во тешка сообраќајна несреќа кај местото Бобовиште во Србија загинаа 5 словачки туристи, 26 се повредени. Српското МВР информира дека несреќата се случила рано утрово на автопатот Ниш-Белград. Според првичната истрага до несреќата дошло кога патнички автобус со словачки регистарски таблички излетал од коловозот. Припадници на Министерството за внатрешни работи на Ниш и обвинител од јавното обвинителство на Лексинац се уште се на терен и вршат увид со цел да се утврди причината за тешката сообраќајна
сообраќајна несреќа. Директорот на клиничкиот центар во Ниш Миодраг Лазич вели дека кај нив околу 5 часот се пренесени 14 патници, од кои еден е со тешки повреди. Лазич нагласи дека примено е и дете кое е упатено на детската хирургија. Дел од патниците со полесни повреди ќе добијат соодветен третман и ќе бидат пуштани на лекување. Во туристичкиот автобус од Словачка кој се враќал до грчкиот остров Крф имало 29 патници и 2 возачи. Маж е уапсен во центарот на Брисел откако според белгиските медиуми тој имал појас со експлозив. Поради тоа е евакуиран е трговскиот центар Сити 2. Откако е пријавено дека во трговскиот центар поставена е бомба, полицијата го блокирала целиот регион, како и обиколните булевари и метростаницата Рожие. Белгискиот премиер Шарл Мишел го прекина интервјуто во живо за телевизијата РТЛ поради како што изјави многу сериозна ситуација и свика вонредна седница на кризниот центар. Неколку часа по инцидентот, белгиското јавно обвинителство соопшти дека ниту кај уапсениот, ниту во близина на шопинг центарот не е пронајден експлозив. Осомничениот се уште е на распит. Пионерската женска ракометна екипа на Куманово го заврши учеството на силниот меѓународен турнир во Бар, каде на крајот го освои третото место. Во борба за бронзениот медал избраничките на Димитар Антевски го совладаа домаќинот Бар со 25-23. Пионерките на Куманово се представија во одлично издание на исклучително силниот турнир во Бар. Одиграа вкупно 6 напревари и доживеа само еден пораз и тоа од Фениксот Белград. Во клучниот напревар за третото место, Кумановки ја совлада домашната екипа на Бар со 25-23 и го освоија третото место, што представува голем успех за оваа генерација. Во мечот со Бар повторно изворена партија прикажа голгетерот Мила Трајковиќ со вкупно 15 голови и беше најзаслужен за победата. Покрај неа на мечот блесна и Тамара Ивановска со 8 голови. Првото место на турнирот го освои шведската екипа Сара Кометернас, кога екипата на Куманово ја слобода во групната фаза. На крајот уште едно големо признание за кумановската екипа. Имено Мила Трајковиќ едногласно беше прогласена за најдобар играч на турнирот, а екипата на Куманово го доби епитетот најдобар за ферплей. Во секој случај, уште еден голем успех на пионерките на Куманово, кои на вистински начин се представија пред меѓународната јавност. Новата надпреварувачка сезона во регионалната кошаркарска лига АБА треба да започне на 1 октомври, се наведува на интернет страницата на регионалното надпреварување. По анализата на ситуацијата и консултација со клубовите, председателството на АБА лигата едногласно заклучи дека АБА лигата придонесува за зголемување на квалитетот на кошарката во регионот и дека таа представува приоритет за сите клубови. Пишува меѓу другото на интернет страницата на АБА лигата. Наредното собрание на АБА лигата ќе се одржи на 11 јули во Подгорица, кога ќе бидат извршени промени во председателството и ќе биде усвоен надпреварувачкиот календар за сезоната 2016-2017. Македонскиот шампион им зете и оваа година ќе се надпреварува во регионалното надпреварување. Репрезентацијата на Русија на Евро 2016 дефинитивно ќе остане запаметена по лошата игра, но и по инцидентите од страна на руските навивачи. Селекторот на Русија по неуспехот на својата селекција поднесе оставка од селекторската функција. Ова се и преостанатите вести од меѓународен спорт. Леонид Слуцки ја напушти селекторската позиција на Русија по синоќешниот пораз од Велс во последното коло од Б групата на Европското фудбалско првенство што се игра во Франција. Тој им се извини на навивачите преземајќи одговорноста за слабиот резултат на Евро 2016. Тренерот на ЦСКА Москва додаде дека не жали што ја прифатил селекторската улога. Русија го заврши Евро 2016 само со еден освоен бод против Англија и со 2 пораза од Велс и Словачка. Репрезентациите на Велс и на Англија обезбедија пласман во осмина финалето на Европското фудбалско првенство што се одржува во Франција, додека Словачка ќе ја чека својата шанса
да оди во следната фаза како една од 4 најдобри третопласирани селекции. Велс во Тулус убедливо со 3:0 ја победи Русија со головите на Арон Рамзи, Нил Тейлор и Герет Бел. Во Сент-Етиен селекциите на Англија и Словачка одигра нерешено без голови 0:0. Денеска на Евро 2016 ќе се играат надпреварите од последното трето коло во С и Д групите. Во терминот од 18 часот ќе започнат надпреварите од С групата меѓу Украина и Полска и Северна Ирска Германија. Во дечките по 2 рунди Германија и Полска се во најповолна ситуација бидејќи двете селекции веќе имаат освоено по 4 бодови, еден повеќе од репрезентацијата на Северна Ирска, додека Украина е без освоен бод. Што се однесува до групата Д, таму веќе сигурен патник во следната фаза е актуелниот шампион Шпанија. Селекцијата која со 2 победи веќе има освоено 6 бодови, по вечерашниот меч против Хрватска за Црвената фурија ќе биде само за престиж. Дуелот од Д групата Хрватска, Шпанија и Чешка, Турција ќе започнат во терминот од 21 часот. Со одигрувањето на последните надпревари на квалификацијскиот турнир во Нант, комплетирани се селекциите кои ќе настапат на женскиот олимписки кошаркарски турнир во Лио летово. Кошаркарските репрезентации на Белорусија, Кина, Франција, Шпанија и Турција обезбедија настап на Олимпијадата во Рио. Со таа веќе 5 селекции веќе ги знаат и своите противници на Олимписките игри, откако во март во седиштето на ФИБА во Минхен беше извршена ждрепката. Така во А групата покрај домаќинот Бразил ќе играат и селекциите на Франција, Јапонија, Австралија, Белорусија и Турција. Топ фаворитките за златото, американките за противнички во групата Б, ќе ги имаат селекциите на Канада, Шпанија, Сенегал, европскиот првак Србија и селекцијата на Кина. Надпреварите на женскиот кошаркарски олимписки турнир ќе започнат на 6 август со дуелите во групната фаза, која ќе минат 4 првопласирани во двете групи кои ќе обезбедат пласман во осмина финалето, а по нокаут фазата олимпискиот шампион ќе биде решен по финалето закажано за 20 август. Трите празни места за машкиот турнир ќе бидат пополнети по квалификацијските турнири кои ќе се играат во Белград, Торино и Манила од 4 до 10 јули. Од денеска е официјално започна летото. Летото во Македонија и на северната хемисфера почна ноќеска во 12 часот 34 минути и 20 секунди. Во исто време на јужната полутопка на земјата настапи зимата. Првиот летен ден е најдолг во годината и во Македонија ќе трае 15 часа и 14 минути. Синоптичарите за денеска најавуваат сончево и многу топло време со температури до 39 степени, УВ индексот ќе биде 8. Летото ќе трае 93 дена, ќе заврши на 22 септември во 17 часот и 22 минути кога календарски започнува есента. Е крајот на овој информативен блок. Ви благодарам што бевте со нас. Имете пријатно попладне.